сте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. За спрегата меѓу компромитираните обвинителство и судство и владата на Ковачевски и Ахмети, како и за неуставните измени и сервилноста без граници во За или против, токму ке зборувам со новинарот Предраг Димитровски. Добре дојде. Уште подобро наш. Повеќе титули имаме. Македонски манифест во моментот, поранешен јавен обвинител. Добре дојде. Сотир Костов. Добре ден, добро ве најдов. Основното јавно обвинителство денеска, пред неколку часа, ова доаѓа како на рубриката Кадија суди тужи како беше, реши да, значи обвинителството за гонење организиран криминал и корупција отвори предмет за истрага на продажбата на трговскиот центар Соравија, каде што е внукот на Али Ахмети Дрин, кој што има 39% од акциите, во кој што има 30 милионски колаж, во превод тоа би му дошло негде околу 12 милиони евра. Еве, човекот, ја се сеќаваш на сликата, кој што седи, а над него седи таткото токму на Дрин, сега тој ќе го гони, односно ќе го истражува Дрин за Соравија. Како гледаш на оваа вест? Новинарски. Како на пародија и на комедија. Так. Нешто што не е природно не може да биде ни прифатено, општо прифатено. Кога ќе се наполни обвинителството со кадри на ДУИ, па и судството, нели, секој преземен чекор значи во старт недоверба. Тоа ќе почне истрагата, прашање дали воопшто ќе заврши, а ако заврши, резултатот ќе биде однапред познат. Така да, ова е уште еден парадокс на домашната политичка сцена за уривање на и онака малиот рейтинг на правосудниот систем во државата. Ако се подготвени обвинителите да играат улога на обични марионети, на кои главните конци ќе ги движи Али Ахмети, нека поверат, нека се изрезилат уште еднаш и со среќа нека име. Сотир, очекуваш една нова шарада, фарса, она од познатата пиперевка, некој ќе игра пред некого, или конечно ќе видиме нешто да се случува на македонската обвинителска сцена, како човек кој што бил во фелата? Шарадата е веќе во тек. Ова е невиден на правен галиматијас, невидено девалвирање на јавно обвинителската функција и човек кој знаеме како беше поставен за шеф на обвинителството за организиран криминал, а знаеме кои беа примедбите на меѓународниот фактор, особено на амбасадата на Соединените Американски држави, не може да го истражува внукот на Али Ахмети, ама видите, ние си имаме работа со еден политичар кој веќе 20 на години е на политичката сцена во Македонија. Многу пати сум кажал дека е добар стратег, ама веќе покажува дека не е политичар со образ. Во една анализа напишав дека е скаран со етиката, дека не му е познат моралот, дека после откривањето на аферите со неговите два внука, со синот, со зетот и да не ги редам има уште, тој предолго молчеше, па и за Рамис Мерко, предолго молчеше, не покажа доблест на лидер со вредностен систем да излезе, ако ништо друго за почеток да го санкционира случајот Мерко политички во неговата политичка партија во ДУИ, да даде пример дека и на институциите на прогон, на судство, на обвинителство, како треба да се однесуваат. Тој молчеше, се труди да објасни дека неговите внуци се многу способни, со посебни дарби на 20 и кусур години, дека имаат такви способности и умешности што странски фирми им даваат 39% по процентот меѓународна фирма со седиште во Скопје, зборувам за Соравија, купувањето без пари.
Јас тоа во бизнисот не сум го видел до сега, ама пред известно време зборував дека во позадината на една многу поголема афера Бехтел и Енка, дека стојат 2 до 3 странски мафии во околината на Македонија. Еве го првото пројавување на тие чудни банки што даваат на убави очи 6 милиона кредит, каде се уплатени. Сега после 2 недели младиот внук покажува некои уплати, ама тие не поминали низ нашиот девизен систем, и лично мислам дека веќе ние сме нападнати од овие канцерогени мафијашки меѓународни трансакции и тешко на нас. Значи не верувам, согласувам со него. Вечерва не верувам во објективно водење на тој случај. Треба да биде иземан тоа обвинителство, тој обвинител и на некој друг обвинител да биде делегиран да го води случајот. Како надополнување? Да. Никој не го поставува се уште клучното прашање. Внукот на Али Ахмети рече дека имале информација дека Соравија била во загуба. Напротив. Значи, прво и основно, од каде ја добиле таа информација? Таа е, претпоставам, строго бизнис доверлива информација. За такви работи некој лежи во затвор. Индустријска шпионажа се викаше така. И луѓе лежат во затвор за такви работи. И втора работа, ако платниот промет не се одвивал низ банките на Република Македонија, тогаш како очекуваме и данокот на промет да се плати, или во иднина да го плаќа данокот на имот? Повторно преку странски. Ама Пепи се покажа дека Соравија не е во минус. Не работи. Не е губитничка фирма. Позитивно работи. Дека досегашните газди многу мудро веднаш си префрлале најголем дел од добивката надвор од Македонија. Значи Соравија позитивно работела. Така да и тоа е лага што го кажа младиот внук, големиот бизнисмен на Али Ахмети. А зошто странскиот партнер, место да ги враќа долговите, си ги носел парите надвор, без никаква контрола од надлежните државни институции? Тоа е сосема друга работа. Дали мислиш дека сепак и покрај се што се случува, ова со Соравија значи еден друг момент кој што се вика дека една мечка заигра во нечи двор, бидејќи што туку го објавија Мерко, а Дуи реагираше како што реагираше никако во почетокот, а и сега, нели? Излезе Соравија. Соравија не е позитивна вест ниту за Ахмети, ниту за Дуи, ниту за останатите, затоа што доколку се скриеше веста, а знаеа и можеа доколку некој него, нели, протуркаше тоа, ќе останеше никому ништо, некој таму си ја купил. Дали сепак ова е знак дека мечката почнува да игра и во дворот на Дуи? Мерко, па Соравија, па еве дознаваме постојано и некои други работи, се отворали, судството беше кај Заев Пупка, ова нешто друго се отворали Дуи и приказката на Дуи. Дали мислиш дека има и таква можност? Ја мислам дека ова е само почеток, како што почнува да се размотува клопчето, допрво ќе излегуваат и бели мечки од начинот на практицирање на власта и од начинот на владење на Дуи, затоа што сме, според моје длабоко убедување, после 20 годишно практицирање на власта, Дуи фактички стана символ на институционална корупција. Најочигледен и еклатантен пример не се возилата што ги користат за партиски цели, како што велат антикорупционерите, туку податокот дека на платен список на Министерството на Артан Груби има 1300 луѓе, кога таа бројка ќе се помножи со 4, во стартот они имаат веќе еден пратеник добиено. На таа шема се надоврзува и се надоврзуваат и вработувањето во другите државни институции. Така, рамковните балансер шеми. Така. И кога исто и тие ќе се помножат по 4, стартот со останатите
политички партии, посебно од албанскиот блок, не е еднаков. Така. Не му треба гласачко тело, тој си има вработени. Не е еднаков. И тоа што сега алтернатива Алијанса за албанците се обидува да прави, никогаш не може да го стигне дуи. Никогаш. И сега на ова, што се надоврзува? Се надоврзува едно клучно прашање. Како на младите албанци, кои не припаѓаат ниту на една политичка опција, а се млади, образовани, подготвени кадри, ќе им објаснат дека кланот на Али Ахмети или поданиците на Артан Груби се поспособни од нив. Без разлика каде ги стекнале дипломите и на кој начин. Затоа бегаат и младите албанци, образовани, школувани, на кои што може да се подпре и приватниот сектор, и државната администрација и се. Они бегаат масовно надвор, исто како и македонците. Мислиш дека почна да игра мечката во дворот на Дуи токму со Мерко како почеток еден по продолжение со Соравија и се што следува? Или е привид? Малку ги гледам така во континуитет. Да. Дефинитивно си во право, ама ја мислам дека мечката почна кај нив да игра, само сите не успееа тоа да го видат со огнените. Так. Видите, они сега се некако анатемисана група. Јас не размислувам така, како аналитичар кој ги посматра политичките појави, односи и состојби, јас не ги сваќам како една група која се заложи за внатрепартиска демократија, а знаеме тоа е алката што недостасува на политичката сцена во Македонија. Овде мислам на СДСМ, на ВМРО, на сите политички партии, малтене во глобала. Тие не ги даваа првите сигнали за состојбите во Дуи. И сега тоа се свати дека тоа е наводно против Груби, против Османи, некоја љубомора. Не е точно. Тоа се искусни кадри, поминале тие и во власт и во опозиција, ама видува дека овие новите кадри на Али Ахмети се бескрупулозни, немат скруполи. За нив бројките од 6, 7, 8 бројки се мали. И тие укажаа, имаше тука дека не е тоа против Али Ахмети, тука веќе не се согласувам со нив. За залагањето за демократски диалог внатрепартиски, кога некој се залага, тоа значи му се наоѓаат примедби на лидерот. А еве го лидерот не покажува доблест да работите се подобрат на примерот на непотизамка од неговото семејство. Значи, он требаше да е мудар како што знаел досега да биде мудар, како што знаел да биде стратег. Ама преку ног да се откажат неговите два внука и неговиот син. Дали треба да ви бројам? Тој едниот е иноватор. Концесија во една област, концесија во друга област. Море сега испратен во дипломатија, некој ниво има таму, не знам што и како. Овој другиот исто земал кредити од фондот за иновации. Па чекајте, што е ова? Финтите чии се ги препознаваш? Како? Финтите чии се овие што ги набора сите работи, тоа е копи-пест на СДСМ. На Заев, фамилијата кланот. Апсолутно кланот, Па јасно е. кланот Зајас. Па јасно е. Да. И сега кога тој како искусен политичар да имаше доблест да ги натера јавно да се откажат неговите внуци и што е многу интересно, синот и зетот од ваквата поклопеност на институциите државни за исцицување на пари на граѓаните, денес ја поинаку ќе разговарав. Бидејќи тоа не се случи, дефинитивно него ќе го снајде тоа што огнените минатата година ни соопштија и еве го сега излегува на површина. Сега еве тука ќе спомнам малку и внатрепартиските избори во Дуи, тоа е површински сјај, префарбување со боја, так. Таму демократијата е замрзната, еве сите се погласни дека тоа се луѓе негови за да ги затишат демократските процеси во таа партија на која и се повеќе од потребни и лично мислам дека тоа ќе кулминира некаде на крајот на годината или почетокот на следната година,
кога пак ќе почнат кадрските пребројувања за новите избори, за новите листи, за носители на нови листи, и лично мислам дека време е веќе огнените да направат политички субјект, бидејќи веќе се гушат како фракција во ДУИ, го постигнаа максимумот, и ако сакат ефекти да се задоволни она што го почнаа пред година дена, мислам треба да размислуваат за нов политички субјект. Ајде само пак да се надоврши. Ајде. Министерот за надворешни работи Османи денеска како председавач учествуваше некаде Совет на Европа месечни и имаше во соопштението на реченица дека заради војната во Украина демократијата назадува. Сега, ако во земјите членки на ОПСЕ назадува демократијата, дали тоа значи дека и во Македонија назадува демократијата и во партијата чиј представник е он и Порпоров? Ајде нека или двојни аршини пак Во Европа назадува, ма кај нас не, кај во нас. Европа назадува, Да. кај нас не. Посебно не во ДУИ. Пепе, ова ме подсетуваш, јас на почетокот на оваа година серијал еден имав зашто во Македонија имаме формална, а не суштинска демократија, и во 9 наставци баш давав прво диагноза, анализа на состојбите како глобално на политичката сцена, потоа по партии, кои синдроми ни се случуваат на место општество за сите, едно поделено општество, етнички енклави, сега само ќе ги набројам, неам намера да пошироко да ја елаборирам, и како ние фактички направивме етнизација на македонската демократска политика и реков, овие партии на власт сакат демократија без народ, бегат од редовни, од ванредни избори, од референдуми, не признават резултати и така натаму, и нам ни е повеќе од потребна демократизација на демократијата што тие ја спроведуваат. Јас толку ви додам на оваа работа. Што мислиш, кој од кого ги учеше овие финти кои што ги спомна Сотир, кои што се буквално копи-пест, она што го прави сега ДУИ, го прави СДСМ последниве 6 години. Имавме една реминисценција за еден човек кој што мислевме дека е пензиониран, односно пратен сургун на Халкидики, а при тоа донесе еден престолонаследник, се вика Ковачевски, нели? Па тој се јави, навистина се јави, откако австрискиот амбасадор мудри неколку шлаканици за сочувањата со Воландовската фирма, 4,5 милиони евра на таму, нели, семејството, оној кланот другиот од Муртино. Кој од кого мислиш дека учи? Кланот Зајасот, кланот Муртино или обратно? Совршени се едните и другите. Лончето и капачето. Лончето и капачето. Тоа е, знаеш како кога имаш поддршка од меѓународната заедница за да направиш белја на сопствениот народ и сопствената држава, мислиш дека се ти е дозволено, па дури и она што не смееш ни да помислиш да го направиш. И сега, ајде да поставиме прашање. Ако фирмата на блиската родина на Зоран Заев ја изиграла австриската фирма и место корнишони во Австрија испрахила во Германија, што мислите, каков печаток ќе оставиме пред Австрија како држава или пред австриските даночни обврзници кои ги полнат европските фондови на кои алудираме да бараме средства и помош во натамошниот тек на преговорите и приближувањето до Европската Унија. Мислите дека се толку малоумни да ни даваат пари што сами политичката елита дека ќе ги изигрува сите закони и судски постапки за да им ги краде? Па имавме една школа со тренирање мајмуни, коњи, пони, уштерите на тоа ќе сметаме. Липчо, го истражував овој случај малку. Никако не знам дали некој од страф или така ги поклопуваат информациите, не кажуваат дека наводната
братовчетка на Зоран Заев, е актуелна директорка на јавното комунално предпријатие во Валандово. Во Валандово. 25 милиона денари во закупа. И јавно локално предпријатие, комунално предпријатие во загуба, малку е чудно. 400.000 Предходно била вработена во Стопанска банка, добила шуткарта. Предходно имала конфекција, се задолжила кај комитентни или партнери, ја затворила конфекцијата. Актуелен член на Советот, дури мислам и председател на Општинскиот совет. И што е најбитно, сегде се представувала, ова најсериозно и одговорно го кажувам, братовчетката на Зоран Заев, идната партеничка во Собранието на Република Македонија. Еве како во малите средини се создаваат политичките паши, на кој народот им се плаши и они прават она што го прават. Значи, овие работи ако се имат во предвид, сосема е на место реакцијата на амбасадорот на Австрија. Да, реално гледано македонски не е баш умесна, но да, имајќи предвид вака, кого застапува и си ја брани државата, ама имајќи предвид па против кого е повеќе од тоа. Јас ќе се дрзнам, ќе споредам со писмото на амбасадорката на Соединетите американски држави. Доставено до адреси и во прва фаза скриено. Адресите се институциите во нашиот правосуден систем. Овој амбасадор на ниво малку повисоко, отворено коректно писмо го доставува до јавноста, до медиумите. Транспарентност. Само ради тоа сум склон да сватам мешањето во внатрешните работи на Република Македонија, кое не кореспондира со сите одредби на Виенската одредба. Ама отворено на јавноста без никакво тактизирање. Сега, никој не ја нападна амбасадорката на Соединетите американски држави, дури ја оправдува така треба и она, која држеше лекции на институциите од македонското правосудство, а амбасадорот на Австрија, помала држава, не толку влијателна, се мешал во нашите внатрешни работи. Добро, може тука да дискутираме, ама морално гледано, од аспект на она што Пепи го говореше, дека ние аплицираме и сакаме да влечиме пари за наш економски, социјален, секаков развој на Република Македонија. Ова укажување, мислам, е сосема на место. Е сосема на место и треба органите да постапат правилно, да прекинат таа неправда што е на неа. А зошто не допира еве гласот до никого? Помина многу време, 2 недели поминаа чинам од реакцијата на австрискиот амбасадор. Не знам дали можам да одговорам. Зошто патува тој гласот некако споро? Ретко влегувам во туги чевли, ама еве ако се и во туѓа кожа, ако се обидам, едно се збунети, второ се дезориентирани, трето што и да објаснат не им држи. И еве тоа било мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Добро, ама еве гласот е допрен, реакцијата е заради Македонија. Лично мислам дека некој друг ќе испитува ова, некој друг ќе се бави со ова, од причина што тука нема... По промена на власта? Како? По промена на власта ќе се бави? Па најверојатно, или некое независно тело, не можам да го дефинирам, независно од извршната власт, независно од судството, кое можеби ќе има некој елемент на меѓународен карактер, некој мониторинг, советник или било шо, да видиме што се случило во релација Гевгелија, Валандово. И пазете, имаме одлука на меѓународна арбитража, па се е јасно. Па до кога ќе плаќаме пенали на тие меѓународни арбитражи, како по правило секој пат ги губиме споровите. Ја е овде да речеме цифрите и не се така застрашувачки. Ами оние големите цифри, ами адвокатските тарифи што ги плаќаме на адвокатски канцеларии меѓународни и наши. Милијарда и кусур долари веќе стануваат. Да. Па тоа се пари, тоа е уште еден автопат од Бехтел и Енка. Па да. Нема тука само Емил Зола, Жакус, обвинувам, протестирам и барам одговорност. Ама пази, не треба да биде одговорност како, нека ми прости селекторот на фудбалската репрезентација. Преземам се на мој грб, јас сум одговорен, продолжуваме понатаму. Некога се губи, екипата се менува, а се знае од кој се почнува, од тренерот или од селекторот. Така да треба смена, прво треба смена
во свеста на луѓето. Сум пишувал ја мината година во твоето студио, во твојата емисија, Мафта со таа книгата Аномично општество, Zero Sum Game. Пепе е еден од двојцата кои ја читаа, ми даваа рецензии и така натаму, ја кажав, ние сме аномично општество. Општество кој не ги спроведува законите, нашата свест е аномична, почнува од аномични избори, каде што има големи нерегуларности, доаѓаат луѓе на власт кои тоа не го заслужуваат и потоа не ги спроведуваат од уставот, законот и така надолу по законските акти во интерес национален и државен, туку работат за партиски и личен интерес. Тоа право треба да се смени. Кога тоа ќе се смени, кога ќе добиеме нова политичка култура, ние веќе полека одиме во она трибалистичката политичка култура, да не кажам племенска, бидејќи малку ми заличува ова на овие енклавите. Ја оној пат цртав еден пентаграм, 5 општини во северозападна Македонија, каде што важат други правила. Ама тоа не ни е од вчера. Денеска најмногу ни е видливо. Сето започна со корнишони, дали ќе заврши со корнишони? Ако се сеќаваш, Муртинската сага започна со едни отровни корнишони, таа афера која што нормално и таа, нели, бидејќи дојде потоа на власт ја снема. Сега повторно сме кај корнишоните и се враќаме назад кон еден те ист човек, приказката со Али Ахмети, со едниот клан во северо-западна Македонија, како ќе му дојде, другиот во југо-источна Македонија. Доаѓа ли, мислиш, крајот на овие кланови? Или ќе биде тешко? Па некако не ми личи дека доаѓа крајот, повеќе ми личи дека се забрефтуваат плановите. Да. Без разлика дали се на власт или не се на власт. Знаете како велам, младите македонци и албанци кои не припаѓаат на ниту една политичка опција, кои масовно се иселуваат од овдека, ја даваат сликата за целото општество и посебно сликата за владеачката елита, која нели сега, според министерот Османи, доживува уназадување на демократијата. Ако ти демократијата ти се уназадува, нема шанси да правиш чекор напред, а камоли да помислуваш за почеток на преговори за членство во Европската Унија. Па ние сега сме испразнети, а камоли кога ќе почнат преговорите или кога дај Боже ќе станеме некоја членка, ако воопшто станеме некоја членка на Европската Унија, до тогаш повеќе од пола држава од таа што сега останата, нели, ќе нема овдека. Младите не трпат веќе неправда пред сопствени очи и обезвреднување на нивниот дигнитет, вложен труд и образование. Не го трпат они тоа. И со право. Дали мислиш и колку целата приказка со овој изнасилениот Феникс воскреснат пред 2-3 дена од пепелта е на мене токму да биде дефокусена дигресија на приказката со скандалите на семејството од Зајаси, на семејството од Муртино, кој што исто така не верувам дека случајно се погодија во исто време, па сега им текна некој случај 10-15 години, актерите познати и исти на македонската сцена, еве го и Милеја Накиевски го ставија во шемата, нели, со одлуката од апелација, воскреснување на една приказка на процесот на релативизација, а па крадеме ние, ама ете и овие крадеа или крадат, нели, и приказката за затемнување на македонскиот светоглед, како и секогаш, со друга афера која што и не е баш така афера. Значи, јас сум приврзаник, ако некој злоупотребил пари, посебно ако му завршиле во приватен джеп, со докази, да ме убеди, да ми каже дека парите на тој и тој, што ги земал од проектот Скопје 2014, завршиле на негова сметка на Кајмански острови, ама немам дилема, веднаш правец и да свири клавир. Да свири клавир. Меѓутоа,
Има една друга работа. Ова се случува 15 до 17 години од тоа кога навистина се одвивало дејството. Последен таков пример во Македонија, ова не е прв пример, пазите, е од времето на комунизмот, кога Јован Котески, како последен политички затвореник на бившиот режим, беше осуден со задоснување од настаните од цели 15 години. И фактички сега, ова само ја потврдува матрицата, менталниот склоп. Удбашките финти, да. Не го употребувам тој збор. Матрицата на Социјалдемократски сојуз народна, не го викам Социјалдемократски сојуз на Македонија, затоа што нема ни М од Македонија кај нив, туку ја доживува истата судбина од она првото ВМРО ДПМН на Љупчо, кога се почна да се дели на 300 помали партии, и велам дека нема ефект и не допира тоа кај обичниот човек, затоа што криминалот и корупцијата на актуелната власт не може да се покрие со ништо. Колку и да се обидуваат да дефокусираат, да прават заврзлами, да не убедуваат дека ВМРО, ДПМН е ваква или онаква партија, не поминува тоа. Зошто? Од едноставна причина што има контрааргументи. Ако гледаме чии наследници се Социјалдемократскиот сојуз народна, ќе видиме дека во изминатиот период има еден куп негативни работи кои се законски криминални, почнувајќи од приватизацијата, од осамостивувањето наваму, останувањето 200.000 луѓе на улица и сега излегувањето на површина на негативната селекција на таа олигархија која со сопствените бизниси што ги купија без пари им ги продаваат сега на други способни внуци на Али Ахмети и компанијата од Зајас, а да не зборувам што како комунисти или социјалисти го правеле по војната. Затоа што една обична споредба ќе направи. Они до ден денеска го обвинуваат проектот Скопје 2014, а не споменуваат вредност и цена. Последната што ја споменува беше некаде 500 до 600 милиона евра. Оние најдрастичните одеа до милијарди и кусур. Јас ќе кажам и ќе споредам со една негативна, крајно негативна политика на Комунистичката партија на Македонија, чии наследници се водат, овие СДСМ народна, тоа е национализацијата. Колку ја чини Република Македонија процесот на денационализација до сега. Последните објавени бројки од издадените обврзници стигна до 720 или 740 милиона евра. И тој процес се уште не е завршен, а се најавуваше и објавување на дополнителни 2 државни обврзници. Ја за Феникс Љупчо вака би рекол. Само уште малку. Добро. Извини Сотка. И сега, кога Димитар Ковачевски ќе збори за Скопје 2014, нека не заборава дека се смееше, како да не употребувам погретен збор, од Македонскиот народен театар
и уживаше во благодетите на ново изградениот објект. А на ова па, ако се надоврзат, во која палата е Министерството за надворешни работи, во која палата е Артан Груби, кај што се играат фудбал и баскет на мали, фудбал на мали голштини баскет, се комплетира сликата. Така. Не може двојни стандарди. Така, имаме резултати какви да е сето тоа. Како гледаш Само, на само те молам. Крадецот вика фати го крадецот, Да, на што да, личи ова? ама ја вака имам еден слоган. Феникс над Феникс, Феникс врз Феникс да го поклопи еден друг Феникс. Сакам да подсетам македонската јавност дека има еден друг случај кој се вика Феникс, кој е длабоко скриен во некои фиоки во јавното обвинителство. Тој се однесува за кланот Заеви, Заев, брат му и сите околу нив, за рекет, уцени и изборни нерегуларности 2014, 2017, 2018 година. Видете како сега не си ги знаат ни имињата, дуплират имиња. Преку еден непостоечки Феникс да се заборави еден актуелен Феникс на актуелната власт. Така, но не е случај. Да кажам дека обвинителите немој да мислат дека сме со кратко паметење. Од тој предмет во една канцеларија има дупликат од тој предмет и нека се фатат да работат малку и за оваа власт, бидејќи таму има неверојатно голем квантум на изборен криминал, на рекет и на уцена, а тие сакат да го поклопат со нешто што не му успеа на специјалното јавно обвинителство, нешто што се водеше 3-4 години истрага, па се застана, немаше епилог и сега вадат нешто од пепелишта ли, не знам од каде, за да ја замајаат јавноста, наместо да сватат дека треба да се бават малку со криминалот во нивните редови, за да народот им поверува, а не само ќе гониме нешто пред 10-15 години, што не успеало да се докаже. Денес дури прочитав, наводно, вештачењето за овој сега Феникс било од, не знам кога, пред месец-два од оваа година. Па што чекале 10 години? Па зошто немало 10 години вештачење? Па какво е тоа вештачење, Пепи, јас те прашувам? Малку ги разбирам работите околу вештачењава. Вештачење за предметот пред 10-12 години. Ако земеме 2007-2014, мене не ми идат работиве тука нешто. Не ми штима работава. Ако земеш во предвид дека недвижностите во Скопје имаат рапиден раст само последниве неколку месеци 12-14 настоп, ова полугодие, кварталот всушност беше, така претходниве години да не зборуваме, на крајот на криштата ќе испадне дека Скопје 2014 е 3 пати поевтино од она што се дадени парите, зборуваме за ја за Скопје 2014 сум си јасно многу прати, а туризмот е развиен врз база на тој проект. Една бенефит. Втор бенефит. А најголем дел од државните институции се вдомија, отпаднаа големите надоместоци и керии, полнени на приватни джепови. Така, тука и башка, каде е историјата, каде е нашата традиција, секој спомени кој сака да гледа, ќе види дека има или слика, или текст од кој може да си ја научи историјата. За мене тој проект е доблесен, за мене тој проект е исплатлив и веќе се исплати. Тоа што некој се е магла, тоа е друга работа. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за лога, ќе збориме за уставните измени кои што никако да ги донесат во собрание, ги мкнат веќе неколку месеци, последната најава е за јули. Така што имаме многу теми, со нас се Сотир Костов и Предраг Димитровски. Останете со нас, се враќаме веднаш по реклами. Се враќаме во За или против. Мои гости се Предраг Димитровски и Сотир Костов. Сотир, Уставниот суд донесе одлука за утврдување на уставноста за упатството за водење на матични книги, донесе времена мерка за неиздавање на овие спорни документи и отвори војна со лога кој што веднаш настапи како што настапи. Како гледаш на овој момент? Види,
Ја пред известно време во едно моје излагање кажав Уставниот суд е изгубен во времето и просторот и сега као да сакат да ме демантират. Па види, ја критикував зашто Уставниот суд години наназад не ја користи на институцијата сам да поведе постапка за заштита на уставноста и законитост. Овој пат се случува. И сега сакам да размислувам позитивно дека тоа е со добра намера, ама гледам и редом и читам дека не сме ние криви се пратениците, не ги избираат судиите, као да некое полуудварање има нешто ли, не знам што за да поминат тие спорните судии, не знам. Инаку, добро е тоа, еве, имам доблес, добро е тоа, бидејќи во ова упатство ја гледам голема опасност за она што ни се случува еден паралелен процес на бугаро-албанизација на Македонија, кој влева на незаконски начин во формуларите за лични документи. Да не ги бројам се што ни направија. И сега, поголем експерт од Борче Давидковски за таа управна материја нема. Човекот беше многу јасен, им кажа каде ги поминале границите на законските овластувања, му укаже на министерот да си ја свика таа група, да се коригира, министерот не сака. Еве ти наметнување на извршната власт над законите. Значи, во Македонија не владаат законите, немаме култура дела законита, се вика тоа на италијански. Него култура дела мафиозита. Сум го зборел тоа, користам прилика сега да го истакнам и му посакувам добра работа. Значи, немаме ја лични анимозитети кон Уставниот суд или уставните судии. Не сум ја како припадниците на шарената револуција да ве подсетам кога велеа овој суд е УСРАН, овие судии се У, неколку точки С, неколку точки РАН. Не. За мене се уште се неодговорни доволно, па на моменти и нестручни, примаат влијание од извршната власт. Еве им прилика, еве им прилика, барем малку да се амнестираат, да покажат дека во Македонија има шанси. Пазете, никој пат треба и атмосферата да ја осетите. Моментот да имате сенс, чувство, да покажете дека има шанси за владење на правото, дека има шанси да воведеме култура на владење на законите. Така да еве, поздравувам, ама да видиме да не испадне некој бумеранг, нешто друго. Да. Имајќи предвид за кого се работи. Да, поели? Извини, јас не можам да преминам преку еден детал. Ајде. Македонија има председател на Уставен суд, единствен во светот кој го прекршил Уставот и станал судија на председател на Уставен суд. Познато е тоа, Пепи, познато. Познато е, мора да се спомене. Да. Не верувам на данајците ни се прифата обжекшенот. Така царска кога носи нормални одлуки, така? Дозата на скепса останува. Некој си ја заслужил таа лагодност да кршиш устав и да станеш председател на Уставен суд со нешто друго. А со што познато е. Се сомневаш во задни намери на целата оваа приказка, повторно можеби и дефокус или конечно да направат нешто исправно? Не се сомневам во задни намери, затоа што ова за мене е потврда уште една дека владата ни е повеќе глава. Октопод чист во која не се знае никој премиер, никој се министри и пред кого одговараат тие министри. До сега беше познато дека министрите на ДУИ одговараат на Али Ахмети, не одговараат на премиерот. Од сега е познато дека министрите од Алијанса на албанците не одговараат пред премиерот, одговараат пред партискиот лидер. Така да, за мене ова е само уште една потврда дека Димитар Ковачевски не ја раководи оваа влада. Води еден раштиман оркестар на сите страни според партија. Не да е раштиман, до нема и каде. Кога изгледа кога води седници, Господ му се смејат озгоре. Со една екипа многу искусна и во години, сите пензионери, пред 2-3 дена во Безвестер седиме и ми го кажа феноменот на не, и ја го употребувам и во моите книги за обука раштиман оркестар или добар оркестар, као джез оркестар. Не, тие ми го дадоа системот на погрешно наместен оркестар.
И ја викам, добро, објаснете ми што е работа. Па еве вака сотире, знаеш што е, вика, филхармонија, знаеш што значи добро наместена, добар диригент. Па замисли ги, вика, тимпаните во првиот ред, до нив перкусиите, па дури потоа, вика, гудачите, па потоа флейтистите, дувачките инструменти и така нао, све разместено, вика. Нема музика, нема симфонија од тоа, нема прекрасно нешто за нашето уво и за нашето око, што се вели. Се подзамислив малку и велам, да, во право се, токму на тоа мене ми личи оваа власт предводена од извршната власт на Ковачевски. Така, ми наликува и на некој серијски силувач, она што го зборуваме последните неколку месеци. Зборуваме за Бехтел Јенка, зборуваме за законите за родова еднаквост и законот за матична евиденција кој што се наметнува на од оваа влада на заминување. Зборуваме сега ова што се случува со Логан или со уставниот. Зборуваме за сите криминали, за она што го прави кланот Заја, што го прави кланот од Муртино. Целата оваа приказка има премногу насилие, дана заминување, но мислиш дека ова е давеникот, сламката, знаат дека ми се одбројани деновите како оној што беше што ни штракаше со часовникот пред собрание пред многу години? Сега да се каже дека деновите им се одбројани, месеците. Мислам дека е се уште рано. Да. Меѓутоа дека начинот на функционирање може да им биде одбројан, тоа да. Затоа што без разлика дали ќе ги и формално ќе ги отпочнеме преговорите за членство во ЕУ или не, ваквиот начин на практикување на власт веќе никој жив во државата нема да може да го прифати. И нема да го прифати. Наголемото силување уставните измени кои што постојано нели ги набиваат, нема врска, ништо не се случува, се знае дека немаат мнозинство, се знае дека има и луѓе дури во СДСМ, тоа е јавна тајна, кои што нема да гласаат против, мислам ќе гласаат против тие уставни измени, но сепак еве крајот на јули е последниот датум што го определи Артан Груби, претходно беше крајот на јуни, претходно беше крајот на април, март, февруари, во јануари требаше да ги почнат, нели? Нема ништо, тоа е уставни измени, во меѓувреме ВМРО ДПМН вика нема шанси, Мицковски вели ќе дадам оставка ако даде воопшто некој нели подршка за ова. Очевидно е дека нема, но еве тие ја терат, ја силуваат приказката. 80-85% од македонците викаат не, 60 и нешто од сите граѓани викаат не, власта не ја тангира. Поставена е за тоа, да не се лажеме. Овдека има неколку димензии. Да. Прво, објаснувањето дека постои една година од прифаќањето на францускиот предлог и после веќе колку до 6 години од потпишувањето на договорот за соработка, пријателство и добрососедство со Бугарија, излегува дека власта која на располагање ги има сите можни инструменти, сите можни медиуми во државата, не успева да ги разубеди мнозинството етнички македонци во полезноста и исправноста на тоа што како власт го прифатиле. И како договор за добрососедство и како француски предлог. Уште колку време ќе им биде потребно не да убедат опозицијата, не да ги убедат пратениците, народот, етничките македонци да ги убедат дека тоа што го направиле е добро за нив. Ако ти за една година не можеш тоа да го направиш, 6 години од подпишување договор гледаш дека не функционира, па ти уште толку да поминеш, нема да убедиш македонците. Нема да ги убедиш. Тоа значи дека ти си направил ептен голема утка во проценките на чекорите што си ги преземал на патот код Европската Унија. И во содржинскиот дел, и во делот на постигнување општ политички консензус во државата. Тоа се два ненадоместливи кикса што не можат ни случајно да се исправат во
краток временски период. Наголемото насилие, уставните измени, се проштева за парите, гледаме, ајде, нели никогаш не сме ги имале, нити ќе ги имаме, што се вели, но ова насилие по националното ткиво, по битието македонско што се случува, е најболно од се, но продолжува и најмногу боли. Лючо, тоа има една изрека, тоа боли и кога не боли. Так. Мислам на македонското ткиво. Значи, на граѓаните, на избирачите. Јас сум малку поостар по ова прашање и ја тврдам дека човек кој се бави со избори кампањи толку години, дека кога ќе се навлезе веќе во последната година се одбројува и денови, и недели, и месеци. Нема веќе години. Две работи не се прават во таа година. Не се влегува во авантура на големи проекти, за кои треба минимум 4 до 8 до 6 години. Бехтел и Енка. Не се врши измена на устав, бидејќи е премногу комплицирано и многу значајно како за државата, така за граѓаните, така и за правилното функционирање на уставниот, политичкиот, правниот, економскиот систем, и не се врши измена во изборниот закон. Пази се што нас не знаоѓа. Пепи. Измена на уставот ни се наметнува и упорно што велиш не притискаат, а кога ќе ги правиме измените во изборниот закон, на сија се партии и во едната и во другата коалиција и на третите блокови им е речено ќе се смени овој модел, бидејќи наводно они немале шанси по овој модел, и добро, и ја мислам веќе 20 и кусур години поминаа, овој модел мислам го надраснавме и демографски, и политички, и секако, и мислам треба некој друг модел да го смислиме. Зборуваш за 6 изборни единици? Да, и сега изборен модел. Така. И сега што правиме, ја имаме Венецијанската комисија, кога ќе се прават тие измени, ако воопшто се прават. Значи, тешко дека ќе се случат. Ја предадовам емисијата, малку одморав од жегава што ме снајде во центарот на градот. 4 телевизии свртив. Вие нема да верувате. Ја на телевизиите ја видов социјалната револуција е почната. Сите го употребуваат зборот промени, радикални промени, револуција. Оваа власт мора да си оди. Баталете на нас аналитичарите, новинарите, обичните на луѓе се гледа, не се штапски. Се гледа. Така, сообраќајниот метеш, ама треба промена власта, зашто стварно е премно. На година дена наназад, кога реков дека Ламбела Баковски, според мене, ја почна социјалната револуција во Република Македонија. Тогаш многу не ме сватија, ама сега ми е кеф кога гледам секој втори испитаник вели дека треба револуција. А тоа значи треба менување на власт. 2/3 во последниве 5-6 анкети велат дека се тотално незадоволни, дека одиме наназад, разликата станува 2-1, предпоставам како минува времето и ќе се зголемува, што предпоставам, па и го знаат и СДС народна, како што велиш ти, а не реагираат на тоа. Што ќе се случува еве за крај во последниот период? Почнавме со Сотир, завршуваме со тоа. Вториот блок. Па ова има една изрека, една мисла, поточно од израелската премиерка Голда Меир, која има кажано дека кога станува збор за тоа да се биде или не постои компромис и нема компромис, или си или не си. Браво. Очигледно, нашата политичка елита тоа не го има прочитано и има прифатено да прави од нас нешто што не сме. Или да си поигрува со нашите чувства, правејќи ги нашите предци нешто што не биде. И додека они обстојуваат на таа помисла, мислам дека тоа расположение на граѓаните нема шанси ни теоретски да се смени. Може заради социјалните и економските прилики само да се влошува уште повеќе и уште повеќе. Така да тие 85% етнички македонци кои се револтирани од францускиот предлог, содржината на францускиот предлог, сметајте дека ќе се зголеми уште повеќе тој процент, а довербата во влдачката СДС народна ќе паѓа заради лошите
социјални и економски политики. Едноставно, целиот систем во моментов не функционира. Дефинитивно. Елементарни работи луѓето, граѓаните обични не може да завршат. И од тоа не може да се избега. Благодарам што бевте мој гост. Честа беше наш. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.